Немој да останете збунети од атмосферата која ви ја прикажуваме во моментов, затоа што ова се уште е емисијата на Шанк. И до овде дојдо со оној зверски добар автомобил кој ви го зборувам цело време, кој треба да си го набавите. Тоа е новиот Тусон од моите пријатели кои ќе ви го дадат по супер поволни услови. Перформансите на колата не морам ни да ги објаснувам. Кола во која никогаш нема да се разочарате, секаде ќе стигнете навремено и безбедно, токму како што целата екипа на емисијата на Шанк дојде во комплексот Бела вода во Берово. Ова е емисијата на Шанк, како што ви ќе споменав. Пан Принт ни го донесоа делот на Шанк овде, за да нормално ја доловиме нашата автентична атмосфера. Меѓутоа, она што сакаме овој пат да ви го доловиме е прекрасната убавина и амбиент на комплексот Бела вода. Местото кое ви ја нуди целата приватност и релаксација која ви е потребна од оние денови кога имате многу работа, обврски, нервози и многу врескање од страна на вашата сопруга која никогаш ништо не може да ја погодите. Ве поканувам да останете и денес имаме интересна гостинка за вас, да се релаксирате, да се опуштите, да се насмеете. На Шанк емисијата од малку поинакво место и малку поинаква атмосфера започнува сега. Во овој преубав амбиент на комплексот Бела вода имам гостинка со која приватно живеам одлично, на професионално поле исто така, немам никогаш лош збор да кажам за соработката со нејза. Девојката која во моментов е активна со видеозаписот за песната Рушевини. И знам дека штом ќе ви ја спомнам песната, знаете дека станува збор за една млада дама во која има толку многу потенцијал и дама која доправа, верувам дека максимално ќе ги освои вашите срца. Ќе ја најавам само како Теа, бидејќи тоа е низиното уметничко име и ти благодарам што ни ја прифати поканата да ни гостуваш. Фала на поканата, секогаш ми е драго кога се дружиме, посебно кога имаме вака убав повод. Секогаш ме вторвенуваш со твоите комплименти. И секогаш сум искрена ти, а знаеш дека сум секогаш искрена. Thank you very much. Како ти легна атмосфера овде, кажи колку е убаво. Ептен е убаво, баш кога ги фативме првиве пролетни денови, ни кукурикаат петлиња позадина. Одамна немаме слушнато петал во Скопје, ние само свирки од коли. Да, така да ова е милина. За луѓе кои сакаат да се релаксираат, да се одморат, ова е вистинското место за да дојдат овде и да уживаат. Ти актуелна си со видеозаписот за песната Рушевини. Пред целото тој видеозапис ќе го одвојам текстот кој е срцепарателен, затоа што малку е, да. Да, затоа што ти си авторот на тој текст и затоа што знам дека кога пишуваш текстови ги пишуваш од душа. Интересната соработка со Панчо како гостин во оваа песна и професионалниот видеозапис. Ајде да започнеме од почеток. Текстот е твој, музиката, аранжманот се дела на Лазар Цветковски, of course. Нема промена на тимот што победува. Имено. Да, со Лазе се знаеме веќе некои 8 години од прилика. Баш завчера на Инстаграм ги потсетив моите фоловерс на нашата прва соработка со Лазе, која се случи за една песна што беше моја музиката. Така и го контактирав, јас имав моја песна и он го направи аранжманот, тоа беше пред повеќе од 8 години. Машала. И од тогаш соработуваме и се надам дека таа соработка ќе трае за секогаш. Се надеваме. Сме добри пријатели, многу добро се разбираме, многу сме на фреквенција и заедно со него ја направивме Рушевини. Текстот, како што кажа, е мој, нормално, лична приказна, ама добро, од тажните приказни излегуваат вакви убави работи еден ден. Јас сакам позитивно да ги гледам работите. Што ти е бе, а дел пари се наполни, овој може да остае и се ожени, ама она пари направи. Ајде нема да ми звонат за копирајтс. Или да поделиш профит. Кажи кој те инспирира. Така. Се шалам. Или сакаш уште еднаш да те инспирирам. Thanks but no thanks. Не сакаш, добро. Да, живот иде дале. Да, така се случи Рушевини, значи текстот беше мој, јас имав и моја мелодија на самата песна, ама со Лазе дојавме до заедничко подобро решение за друга мелодија и снимивме Рушевини во декември. Панчо ја слушна сосема рандом. Да, тоа е интересната приказна. Ти кажа во кола како беше бил со Лазе на шопинг по патики у Солун и многу му се свигала и така не мислам ние се знаеме од претходно, of course. Ме другари, ја модам на гигови кај што пушта музика и така натака. И така он улета во приказната Рушевини, јас сум многу среќна што соработувавме. Одлично се вклопи. Ептен, значи многу допринесе за оваа песна да звучи како што звучи денес. Многу ми се свија како донесе како енергија и како филм. Ептен супер размена на енергија имав, како што кажав.
И така се случи Рушевини. Видеозаписот беше исто твоја идеја приказната околу така снимат или продукцијата помогна со тоа тие вакви кадри, онакви кадри? Знам дека си човек што сака секаде прсти да вмеша. Да, па јас секогаш имам одредена идеја бидејќи во случајов после идејата авторскиот тим на самата песна. Секогаш имам одредена идеја како тоа нормално треба да изгледа визуелно, бидејќи многу е битно како ќе се презентира за публиката да го свати тоа што сум сакала да го кажам со самиот текст. Така. Што сакаше писателот да каже. Да. Ова можеш и со Мајли Сайрус една топка да мава, види. Wrecking Ball? Да, Wrecking Ball и ти по гаки се шегувам. Никако. Не е твој стил, знам, тоа дефинитивно не е твој стил. Да, па пробавме малку по метафорично да го прикажеме тоа рушењето од зидови, од вистински да кршаме од зидови. Да, идејата беше делумно моја да биде така символично, малку на символика да идеме, а не на она типична приказна момче и девојче се сакаат, не се заедно, се караат, се смируваат. Така. Не, нешто посимволично пробавме да прикажеме, естетика убава да има. Мојата прва соработка со Томато продукција, презадоволна сум. И поздравувам многу Бане. Кажи ми за како испадна се. Така, за колку дена го завршивте тој цел проект? Колку дена снимавте всушност? Снимањето беше само за еден ден. Ме зафракаваш. Да, од сабаје до вечер, крвнички до 1 по полноќ, ама за еден ден снимивме све што го гледаме денеска во Рушевини. Стајлингот? Стајлингот е на Мустела Ермин, наш бренд на наша дизајнерка одлична, која што јас ја најдов на Инстаграм, се заљубив во нејзините креации, ја контактирав. Изгледаше феноменално. И бев импресионирана тоа што го прави, многу ми свија, многу светски изгледа. И многу се вклопи у мојата идеја за како треба јас да изгледам во самото видео. Нормално херстайл Дарко Петковски, си го поздравувам. Човекот што косава ти ја смени во милион различни бои. На идеја ја реализира, последно кога се дружевме бев розова, сега. Да, сум да. бела сива, не знам. Да не ми е досадно, да не ми е Да, досадно. значи фиксно јас ти го сум во емисија со различна боја на коса. Кога ќе се фарбам следно, се договарам. За она која ќе по 40-50 години финална емисија, чела ми доаѓаш. Така, се шегувам. Не се знае, види. Тоа Бритни Спирс стил, не, се надам дека нема да имаме emotional breakdown. Ама имаш таква малу во главче. До толку да забегаме, не. Не би пробала толку Си ја кратко. сакам косата на глава, ама сакам да експериментирам со стилот. Така да, го поздравам целиот тим што беше вклучен во Рушевини, бидејќи без било кој од нив немаше Рушевини да изгледа како што изгледа денес. Така. Ајде тогаш да се загрееме со добра музика на самиот старт на ова интервју. Нашите гледачи ќе можат сега да го погледнат видеозаписот за кој зборуваме, значи вие представувам теа заедно во соработка со Панчо и Рушевини. Рушевини. Не сруши ти, Рушевини. Не сруши ти, Рушевини. Не сруши ти, Рушевини. Чувам се од тебе, зашто некогаш ми даде ти. Дали стварно вреди, зашто ќе остави ме, ќе заборави ме. Кутија лажи ветувања, нека стои да ме подсетува. Дека не е така, како што ми изгледа и изгледа. Срушил зидови да најдеш место до мене, рушил зидови што беа околу тебе, рушил зидови да бидеш вечно до мене. Сега ни е смет, рушил зидови да најдеш место до мене, рушил зидови што беа околу тебе.
време со векови. Беше јака па ги тргна сите препреки. Дали беше ти до мене кога паѓав доле? Дали беше кога пропаѓав и сам се молев? Дали праша како суми што ми треба? Не бев крив, не, ти си таа се што си ева. А сега нека стои, нека те подсетува. Празна кутија и милион ветувања. Се е така баш како што ти изгледа. Бевме срекни, па тагата завладе. Бев за тебе спремен светот да го сменам. Без воумење, војна јас да кренам. Сега живеам по тие стари спомени. И овој мирис на прав од рушевини. Дружил зидови да најдеш место до мене. Дружил зидови што ме околу тебе. Дружил зидови да бидеш вечно до мене. Сега ни е смело. Дружил зидови да најдеш место до мене. Дружил зидови што ме околу тебе. Дружил зидови да бидеш вечно до мене. Сега ни е смело. Не слушай ти, не слушай ти, не слушай ти, Уште еднаш кажувам дека сме во приубава атмосфера во комплексот Бела вода за сите оние кои се љубители на природа, сите оние кои се љубители на интимност, на приватност, на моменти за одвоени само за себе, дефинитивно треба да дојдат овде. Јас дури се нафатив Шанков да го оставиме и да седнам на маса само за да уживам во атмосферата со мојата гостинка Теа, чиј видеозапис на нејзиниот најнов хит "Што туку го погледнавме". Ужива во песнава уште еднаш по милионити пат. Но како си ти задоволна од одзивот на како котира песнава и како е прифатена меѓу публиката? Па еве веќе месец дена како ја испромовиравме Рушевини. На 2 март, да, на 2 март дефинитивно, тоа беше мојата дата, сакав 2-3, така символично секогаш си ги врзувам. Прошлата песна на 29 февруари ја извадив лани, као мора да има некоја символика што мене ме инспирира. Задоволна сум искрено многу, иако сметам дека уште е рано да се зборува, за месец дена пак е малку време. Ама до сега публиката има одлично прифатена. Јас фаќам редовно на радио, сосема случајно и спонтано, во кола, во такси, и сум многу задоволна искрено. Баш ми е мило. Ми се допаѓа што сакаат луѓето да кажат дека конечно увидуваат во тоа колку потенцијал има во тебе и колку се можеш да направиш. Јас одамна ти кажав дека ти, девојче, имаш потенцијал и не се откажува. Довај ти сама рече муавето што го правевме во пат кон наваму, дека ова го работиш со љубов, ова е професијата во која уживаш и дека не би ја променила за ништо на светот. Така, да, па мене ова ми е професија. Јас дипломирав на музичката академија сега, пред месец дена. Уште малце треба да не викаш така, кога ќе биде официјално или? Не, готово е да го дава дипломскиот концерт. А не ме викна, окей, ајде стане. Пред комисија беше дипломски концерт си отпеав еден час, го дава последниот испит, значи дипломиран музичар сум. Од септември на постдипломски студии, ова е мојата професија и мојата најголема љубов. Мајка ми вели дека прво сум пропела, па сум прозборела. И да, немам план Б во животот, дефинитивно. Значи, кога нешто се работи со огромна љубов, све е многу полесно. Значи баш тоа е заклучокот, дека не би сакала да работиш нешто друго бидејќи би го работела со сила. Но музички кај тебе љубовта најмногу ти ја пренесе кој? Па кој? И татко ми и мајка ми ја сакаат музиката. Меѓутоа професионално не се занимавале со неа. Да, знам дека татко ми има свирено виолина, меѓутоа сосема друга им е професијата. Брат ми свиреше тромбон. Заборавам дека сте 3 деца, стално заборавам дека сте 3 деца. А сестра ми што малечка, сестра ми има само 8 години, така да ќе видиме во кој правец ќе се развија. Она доскоро кога беше уште помала викаше како ќе порасне сака да биде теачка, не пеачка, теачка. Така да ќе видиме, уште е рано. Пошто има само 8 години малечка, ама да. Околу брендирањето на твое име, еднаш веќе дискутиравме за она Х, каде што беше ТХЕА, така? Да, Тхеа. На YouTube, да. Да. На Facebook го промени, го врати целото име. Да. Ама имам своја фан пејдж која ше Тхеа. Така. Профилот ми е Теодора Драјговска. А на YouTube сум Тхеа, зашто? Бидејќи
Теа на англиски е чајче. И од кај да знам, музиката нема граници, не знам кај ќе однесе мојава музика. Што има врска баш ако те однесе во Лондон ќе те конзумираат секој ден во 5 часот или во колку пиеа чај не ми тикнува. Да, со кралицата во исто време. Да, во исто време. Ако веќе зборуваме за професионални соработки со македонски пејачи, спомена дека и со Панчо супер живеете и соработувате, но дали би планирала да направиш уште една ваква соработка со некој од нашиве изведувачи? Дали имаш преговори или имаш желба со некој да би направила или можеби ете доправа ќе бидне такво нешто? Имам желба, зашто да не. Сега дека се случува некоја соработка спонтана, out of nowhere се случи со Панчо и затоа мислам дека тоа се чувствува во самата песна, дека е искрена енергијата, не е дека јас сум го терала или он ме терал, глупости, не. Туку е многу спонтано и кога ако дојде таков момент на таква идеја, да, зашто да не. Сега немам конкретна идеја или план, така да не можам да најавам, ама во иднина сигурно ќе се случи нешто такво. Жанрот на музика останува кај тебе поп, забавно, но доста се актуелни и како ги наречам староградскиве жанрови на музика, многу преработки се прават. Дали некогаш би се вклучила во таков проект? Го имаш гласот, убаво пееш, но не сум те слушнала на нешто такво да ми споменеш, а многу го прават тоа. Знаеш, не знам сега како тече професионално ремикс да се направат некои стари песни македонски, но дали такво нешто би ти паднало на памет? Така да, зашто да не? Зашто да не? Јас не слушам музика по жанрови, туку слушам добра музика. Што слушаш? Најмногу? Значи, баш тоа и ти кажам дека немам као жанр, слушам само поп или слушам само рок, слушам све што ми се свига и све што го чувствувам како искрена емоција преку песна, така да појма немам, еден ден не знам што ќе запеам. Јас слушам тоа што ми сервира дека цело време сум по шанкови, тоа што пушта, тоа слушам, не можам да бирам. Да, тоа е, не можам да бирам. Нема да те прашувам за следна песна бидејќи ова е само што излиза и треба да се испромовира, но морам да Прашаме, спремна ми е. Охо, воркохолик, јас си викам чекај. Оти знаеш, јас сум научена кои нашиве другиве твои колеги, значи они се скромни, ма тешко оди бизнисот, се жала цело време кога ќе прашаш за нова песна, ти вика па чекај да само што ја извадив нека оди, ама ти не си, значи не си од тој тип на луѓе што чекаат. Ти веќе имаш спремно. Има и приказ зашто е тоа така. Ајде. Песната што ќе излезе следна е снимана уште не последниот декември, туку предпоследниот декември. Насловена е Пекол, затоа можам да најавам бидејќи е веќе снимена. Не е толку пеколна колку што е самиот наслов Пекол. Баш оптимистичкиот текстот. Текстот е твој пак? Не, овој текст е на Ена, Магдалена Цветковска Ена. Со неа исто соработувам, нели, сестра му на Лаза. Така. Тоа е мојот тим. И Пекол се случи сосема случајно. Јас бегав во студио да снимам Можеш ли без мене. Лазе ми ја пушти од некој друг контекст и јас бев фасцинирана од песнава. Зашто ова не го пеам ја? Уште од тогаш значи си ја знаеш. Го пеам од прва и буквално од прва како беше испеано така остана. Така, браво. И се надам дека ќе излезе до крајот на мај. Можам да најавам, еве. И уште тогаш, уште сега те резервирам, значи после мај, уште еднаш седнуваме, може пак да си дојдеме тука и да си снимаме вака во релаксирана атмосфера, со домашни животни, со преубавите коњи, тука со чистиот воздух од свирењава од метажот на Скопје да одмориме. Во на приватно поле што ти се случува? Ке сакаш и да ни споделиш? Секогаш си мистериозна ти за приватно поле, за дечковци не те прашувам. Меѓутоа, освен професионално што си зафатена со музика, со нови песни, со нови проекти, што останува да правиш друго? Колачи по дома, нешто домакински, ајде, или те мажиме? Не, никако рано ми е за такви работи, сепак имам само 23 години, така да не размислувам сега за мажачка. Значи, не прави ситни колачи по дома, не прави. Да, плюс тоа имам уште многу да учам за домакинство. Ја поздравам мајка ми оваа прилика. Во оваа прилика мајка ми знаеш што зборувам. Што знае да готви па ме спасува. Кафе, јајца на око и јувки. Па добро да топ, што му треба друго? Така да уште не сум спремна за такви малку посериозни обврски. Што друго би му требало на маж освен добро кафе и кајган од Савајле кога ќе стане, односно јајца на око. И да станува со песна, тоа можам да му го ветам. И му пееш. Да, фиксно му пеам. Па што се смета сега за приватен живот кога ме праша, јас прво сакам да ти зборам како спремам свирки, како свирам со бендот, како од септември на факултет, сваќам дека тоа не е приватен живот. Не. Што правам јас? Имам ли јас приватен живот? Приватен живот е, не знам, као мене, по шанкови сум, излегувам, одам и учам јазици. Излегувам, да.
скроз излегувам со... Ама свирките не се излегување. Па после свирка, афтери секогаш има. Добро. Со моето друштво, моите пријатели, се дружиме редовно, музицираме, мислам, пак имам некаков приватен живот, не дека не. Теши се, теши. Теши се, бака. теши. Види, јас верувам дека да го кажам, тоа што сакам да ми се случува, нели? Океј, јас ќе почнам, ќе те почетам о приватен живот, шо преш, се изнервирав. Правите товажи. Ау, да. Значи, конечно на претходното гостување дискутиравме за оние опад, ни се возбуди овде животневе. Значи, сега веќе може да го доловиме вистинскиот амбиент тука. Не можевме да ги земеме на шанк од оправдани причини. не сум. Ама ги слушаме во позадина. Ама ги слушаме и баш убаво што сака да се вклучат во емисијата. Само се полека бе дечки, ја да кажам нешто. Значи беше направено она сликање на Ме слушаш, колега? Ме слушаш или да одам да се расправам со кокошкана што вика унаму? Тоа е убавината кога ќе дојдете во Бела вода. Значи, ова е таа убавина овде. Малку да поуживаме еве секунда. Оние фотографии, што други ги најавија како провокативни, не знам, како гола, вака, онака, всушност беа баш со вкус направени. Баш беа перфектни, на нив она тетоважа што ја направивте како и од оригиналната фотографија што всушност ја беше повод инспирација за фотосесијата. И сега те гледам со тетоважа, стварно ја направи тетоважа. Значи има тетоважа по целиот грб, вака по цел ребет. Да. Интересна е приказната за Можеш ли без мене. Јас имав идеја да направиме фотостори од илустрацијата која што беше нацртана уметничка, со која што излезе таа песна како радио сингл лани, која последно се дружавме јас ти. И ексклузивата која имав со сликите, не заборавам, да. Тоа не се заборава, да. И јас направив реплика у фотографска верзија на сликите. Сликите беа уметнички, јас воопшто искрено не ги прецепирам го провокативни. Сега голо грбче, мислам окей. Види, ке нас Македонија ти папаче малце да се гледа одма тука. Одма драма. Да, драма, да. Да, окей. И на самите слики имаше нацртана, мислам, тетоважа што беше нацртана со темперна, бидејќи на таа илустрација која што се појави на YouTube за самата песна, имаше тетоважа девојката. Меѓутоа, ја и ти во претходната емисија ти ме праша дали би ја направила тетоважа, би се тетовирала ли? И дан вистина направив тетоважа по целиот роветен столб. Ги имаме зачевите мени, се гледаат до пашчињата оди. Месечинкиве на спотов се гледаат баги. До пашчињата оди, до скроз до долу. Оди, да. до кај оди? Оди, да. Јас сум заљубена во универзумот, месечината, астрологијата. Астрологијата, веќе изборувавме за астрологија, да. Дали болеше? Па, дали болеше? Боли нормално, не колку болеше? Болеше, ама се трпи. Мислам, тоа ќе носам цел живот на себе, така што... Трезна се тетовираше? Апсолутно, да. Зошто сум чула дека луѓе пијат ракија за такви моменти? Не, никако, всушност, напротив, не смееш да конзумираш алкохол пред тетовирање, бидејќи се крвари, боли многу повеќе. Ова го знам бидејќи девојката што ме тетовираше ја поздравува Мирина, ја доварка од прво оделение, од клупа, од основно, и она ме тетовираше и така знам малку повеќе за тоа. Добро, значи еве во приватен живот се тетовираш, планираш некоја друга тетоважа? Па веќе имаме една на прстот. Да, за прстот ја знаеме, ја снимавме последниот пат, ја покажавме си. Нота со... Да, ама на друго место. Да, зашто не? Обожавам кога ќе речат што се зараза и нема крај. Една, втора и после веќе влагаш во филмот и... Она реченица кога ќе се заљубиш и као имам тетоважа, ама ќе ја видиш кога ќе заслушиш. Добро, мене ми се гледа тетоважа кога ќе носам гол грб у секој случај, така да не е на многу тајно место. Ајде сега тогаш пак ќе се вратиме на она што ти е омилена тема за муабет. Бендот твој да го поздравиме. Дечките со кои соработуваш, редовно правите забави и журки. Како оди тој дел со организацијата, каде може да те слушнеме, каде во моментов најмногу свирите? Низ Македонија дали се прават? Секако свириме редовно, го поздравам мојот бенд, исто така имам соработка со DJ Боби од City Radio и со него правиме некои комбинации. Бобче! Бобче го поздравуваме. Да, баш денеска треба да се видиме за некои комбинации, така да редовно да настапуваме. Каде што како може да се информираме кај мене на Facebook. На официјалната страница и на приватната. И на двете. Само полк да не правите. Леле, постои уште тоа? Да. Со боцкањето, Да. Имам заборавено. Да, редовно настапуваме и ги поздравувам мојот бенд и Боби и се дружиме обавезно на некоја слика треба да доеш.
Да, треба да дојдам, само што еве ми го гледаш распоредот како ми е. Распоредот ми е Да. ама барем ми е убава. Не снимам на тешки локации и веднаш после тоа имаме релаксација. Значи ние и тука колку и да се измориме, после тоа не чека одлична релаксација. Сега знаеш веќе кој дел следува, така? Не знам, ќе ме изненадиш. Ау, јас последниот пат те плашев тебе во емисија, не те терав на сум не сум да играш. Извади од памет. Од памет ја извадив теа, да. Епа теа време на нашиот заштитен знак играта сум не сум, овде да направиме еден пресврат на оние прашања што можеби не сакаше да ми одговориш. Тука вако интервју, сега сакала, не сакала, ќе мораш. Нема гајле. Да, знам дека си искрена, затоа и не те прашам, обично сите ги прашам кога дали си искрен им најавувам. Најголема врлина и мана ми е искреноста, така да ќе видиме сега што сум, а што не сум. Јас пукам веднаш, никогаш не сум се фотографирала топлес. Топлес не сум. Ова беше со другите фотографии беа со косата, плетенката беше пуштена позади на грбот вака. Да, всушност јас скоро имав фотосесија за Телеграф, кај што беше малку попровокативна, меѓутоа топлес не беше. Мислам, не се гледаше Би ништо. се сликала? Па никогаш не вели никогаш, ама искрено за сега ставот ми е не. До таму не би одела. Добро. Ама ајде, појма немам кај ќе му однесе животот. Добро. Никогаш Сепак не. никогаш не сум лажала дома кај сум. Не сум, многу сум блиска со моите, така. Нико помала кога почна да излегуваш, па со дечко сакаш да се видиш, па као демек спијам кај другарка. Не, сум многу кул, многу современи, не сум имала потреба искрена. Значи не сум. Не си, дете, не сум. Извини, мама. Не бев кај другарка ми. Се дешава. Се случува, да. Никогаш не сум пеела за дечкова песна. И јас знам да пеам во кафана. Во кафана пеам, да. Не, Твоите песни се уствари за така. Да, треба некој која се упушта со мене во релација, знае дека може да го опевам еден ден. Да биде познат. Пази шо прави? Да, и пази како се понажаш. Се слуша на радио. Ти се налутил? Така, Појма немам, не би знаела. знаеш, те откачувам, ќе те пеам, ќе си печа лампариото и ични ми е гајле ти дали ќе се налутиш. Зашто се љути ако излегла добра песна од тоа? Комплимент е. Мене би ми било комплимент искрено. Зависи, прашај го него дали му е комплимент. Сум. Оно што е сега модерно, никогаш не сум направила гола фотографија во мобилен телефон. Не сум. Стварно не сум. И него не разбирам тоа искрено. Така Па ги пуштаат тоа можам слики, бе, као гарантирам дека демек. Нема ликнат слики од мене, пошто не постојат. Аха, нема шанси ни да ни хакериве, ништо и да ти го украдат телефонот. Па Не да е Боже. Искрено не го разбирам тоа. Се е прибрано, се е културно, Во се 21 век кај што се може да излезе, зашто некој би се осмелил на таква работа, да се компрометира. No. Точно. Big no. Точно. Добро, никогаш не сум била на нудистичка плажа. Ова прашање ми е омилено, скоро сите ги прашувам, ама Не сум. не сум била ни јас. Не сум била. Значи, куп голи луѓе на едно место, немаме видено ни двете. Не. Заради тоа не сме истравматизирани, вакви сме изрелаксирани. Да. Никогаш не сум возела под дејство на алкохол. Дај вака ќе вртиме, ова деца гледаат. Значи, Деца гледаат. деца да, гледаат. да. Никогаш не сум била казната за брзо возење. Не за брзо, не. За други работи сум била. За не за брзо. Ама не беше за брзо возење. Не за брзо. Не беше Добро. Никогаш не сум испратила порака со гречка содржина таму кај што не треба. Кој не го направил? Кај го имаш ти направено конкретно? Па толку пати ми се има случајно што Забораваш веќе. изгубив, да. Не пратам веќе. Случуваат грешки што. Да. Луѓе сме. Ај сега да видам оваа грешка дали никогаш немам наречено дечко со кој сум во моментов со име на друг дечко по грешка. Не. Се случува? Случува. Не ми се случило Се искрено. случува и не завршува убаво. Со некој сум многу посветена. Не, да кажаме дека ја не сум била посветена. Да, не, се случуваат лапсуси, ама не ми се случува, не. За среќа не. Не завршува убаво. Верувам. Значи девојки не завршува убаво. Значи некам Очите како е. така и мозокот синхронизирани и се ќе биде како што треба. Добро. Никогаш не сум пеела турбо фолк. Не, скроз не. Никогаш? Никогаш. Ни на настап кога ти има терано?
кој ти матерано. На настап посебно не бидејќи иште не е таков репертарот, искрено. Свириме странско, тоа што е во моментот популарно, Ед Ширан и слично. И нормално мојот репертоар, моите песни и свириме кирилица, ама пак тоа е Калиопер Зана, така нешто не е Така. друго фолк. Ерзана јам заборавена, сега дури ме Така? пуцат, ја пееш Ерзана, ноќна Ерзана кралица? е закон. Ерзана е закон. Тоа е тоа. Никогаш не сум предизвикала тепачка во кафич, дискотека или не знам кај што имаш настапувано некаде или ништо. Па колку што се сеќавам, не сум. Мирно Ја дете сум немам јас. на настап предизвикана тепачка, ама еднаш изглумив драма кој знаеш као ме турна. Не, добро, рачки имало секој. Рачки ќе има и имало, на кој не му се случила, ама типачка не. Добро, Мирно девојче сум добро. Никогаш не сум носела на плажа танга купачи. Не сум. Зошто? Не знам, немам стаф и немам предрасуди, не се разбереме погрешно. Па јас се нервирам што не можам да најдам танга купачи во Македонија. Кај се продаваат танга купачи? Барам. Напел. Одма ќе ги спонзорирам овде кај се отиде. Ќе се договориме за Да, ќе се договориме за комбинација, барам танга купачи. Ето. Плюс гледаш која промоција, замисли танга купачи Уште во не Охрид. Сека да те не пише или овде на базенов со танга купачи. Одма имаш наслов на некаде 100%. Ова, бела вода комплекс за препастени. Као никој овде нема видено танга купачи. Добро, добро. Никогаш не сум работела под дејство на алкохол. Не сум. Што се рачуна за работење? Да пееш, валја, тоа работиш така. Добро, мене пењето ми е и најголема љубов, така да не си го гледам која работа. Значи, како ќе биде, не сум. Дипломатски ќе одговориме, кој како сака нека разбере. Никогаш не сум била со дечко постар од мене 10 години. Не сум. Тука некаде, од прилика 80. Не сум. Никогаш не сум била со помал дечко од мене, општо не оставам колку. Па ни тоа не сум. Таман бе ти генерација ги бираш сите. Не биле нешто многу постари. 2-3 Па и години. мојот не беше постар, ама. Не знам, така се случила, љубовта нема граници, не познава години, немам предрасуди уопште, ама така испаднало. Добро, Така било. добро. И еве, привршувам дете малтретира веќе. Никогаш не сум била пријавена страна на комшиите за дигање галама, джева, врева по дома или не знам кај да сте биле. Сум била пријавена. Не сум пошијаме разбирање. Они пуштаат музика, јас свирам на клавир, у еден пополнок. И ти као викаш, ја убаво свирам, зашто ми се лутите. Не, никој на никого не се лутијаме, ептен разбирање, нема да ги поздравувам комшиите. Океј, ете, завршивме. Не болеше, така? Не болеше. Добро беше? Немаме гајле. Ти да не очекуваше некои полоши прашања, ама па нема смисла те си живееме. Нема план. Ќе наздравам сега со тебе уште еднаш во ова убава атмосфера овде, да се собереме пак за брзо и да си дојдеме тука. Милина. Што е нешто најмногу те релаксира тя? Што ме релаксира најмногу? Па да немам обврски. Ама тоа ретко се случува. Добра, ајде, каде се релаксираш најмногу? Каде? Па не знам. Интересно прашање. Еве тука во моментот сум доста релаксирана, иако реално работиме. Ама баш супер си проаѓам, искрено. Така? Да, Добро. ме релаксира природа, ме релаксира музика, ме релаксира добро друштво, ме релаксира сестра ми. Добро, Сестра ти легенда. И ме малтретира, ама... Ама легенда. Да. А што е нешто најмногу те нервира? Неправда и... Па неправда. Неправда? Добро, има повеќе работи. Ме нервира и некултура, ме нервира и непочитување. Во твојава професија? Мојата професија, па не знам, повеќе Се ти е убаво. Непрофесионализам, ја, ќе извам. Постои, секаде постои, нормално, што не да прашам, постои. Апсолутно постои и да, тоа е тоа што ми е тажно малку. Така. Ама ајде, ќе има боле денови. Да не ни отиде ова шанчева. Ќе ни отиде Кажи ми, дали се спремаш да настапуваш некаде на концерт на од овие што ги имаме дел од Фестиваливе? фестиваливе, да, концерт, фестивали мислев или надпреварување во стилом на Евровизија да планираш да те пуштаме на нешто такво? Појма немам, не сум размислувала искрено на темата. Кажи како ти тука давам прашање, она Никогаш не би ми било амбиција, искрено, ама ајде, не би знаела, може би ќе се случи еден ден таква комбинација. А фестиваливе, да, зашто да не? Посебно бидејќи овие што се со оркестар во живо, све тоа многу би сакала бидејќи е
многу убаво искуство и голема чест. Сум пеела повеќе пати со цел оркестар, бидејќи дипломирав на музичката академија и сме имале настапи со оркестар, со биг бенд. И тоа е навистина преубаво искуство. И да, ако ми се погоди песната, вистинската песна за некој од нашите фестивали, да. Така. Ако веќе пишуваш песна, дали некој од нашиве македонски задувачи има побарано да напишеш песна за него? И дали би се нафатила да напишеш песна за друг извидувач, знаејќи дека нели обично мене тоа ми е чудно, како ако јас можам да го направам да биде хит за мене, би си го испеала сама. И уште не ми е јасно како ги продаваат на колеги, ама пак ќе си прашам. Не сум во тој бизнис. Интересно. За сега сум пишувала само за себе, бидејќи ме инспирирале моите приказни, нормално. Секој си пишува тоа што на него му се случува. Меѓутоа, во иднина можеби би се случила нека комбинација со работка. Не би ти било проблем? Не воопшто. Само би требало нели прво да направиме муаве да видиме што му се случува на тој човек. Колку ја се пронаоѓам во таа. Ко психолозија онака седнуваш и кажи. Столчево изборувај. Да, изборувај ми. Слушам и Ки имаш Магдалина така пишува песни? па со една многу добро се знаеме. И ми ги знае сите приказни и јас не сините и кој да се видиме, си правиме муавети и така. Така. Значи ништо не е случајно што испеано. Убаво. Ајде тогаш да направиме кратка пауза, бидејќи ова е делот каде што обожавам да делам подароци за вака пријатни гости и не дека ми е другарка и дека многу си ја сакам, ама си ја сакам многу. Не дека многу си ја сакам, си ја сакаме, точка, крај. Така да ќе направиме еден краток джингл за да одам по подароците и да те изненадиме со моите пријатели кои ни ја поддржуваат емисијата на Шанк. Назад во новото студио на Шанк, каде што уживаме во комплексот Бела вода и смена маса, меѓутоа не значи дека ни е лошо. Тука ни е и Шанкот, ќе се префрлиме после со мојата гостинка Теа и стигнавме веќе при самиот крај кога сакам да ти се заблагодарам, така што моите пријатели ќе ти дадат едно убаво винце, брендирано од нив, гледа како е убаво направено. Може, ако сакаш и ќе си го отвориме овде, Теа, јас не се бунам. А за утре дента да си ставиш чајче, ќе ти ја дадам ова преубава шолјечка. Чекај за да имам место да ти ги наредам работиве тука сега вака. И еве ова преубава ташничка да си спакуваш се. Ова да доказ дека вистина не ги задржувам подароците дека ти ги давам. Си човек што пие кафе. Милион пати сме пиеле кафе заедно. Без кафе, да. Епа од сега натаму сакам да ти почнува со конечно вистинско турско кафенце. Значи ова е кафенцето кое ќе те расунува секое утро. Со песна онака. Со мајка ми секој ден без кафенци не помина. Тука има кафенци за мајка ти. Супер. Брат ти не знам дали сме бабите, сестра ти има детско капучино, ќе се напие и таа кафенце. Сигурно. Дали остана нешто што не го направивме муабет, оти цел ден се дружиме и правиме муабет и веќе знаеш кога ми е убаво во друштво, заборавам што е пред камера, што е приватно. Дали нешто заборавивме да споделиме што би сакала со јавноста да го споделиш, освен најавата на новата песна? Па еве најавам и албум, мојот TV албум. Маме, жино, ќе станам. Ќе си одам. До крајот на годинава. Добро. Се надевам. Веќе во изработка мислам дека некои песни ги имаме. За некои имаме само идеја, нека замисла, ама можам да го најавам дека ќе се случи годинава. Значи официјално ќе се направи тој албум на кој претпоставам дека ќе стојат и претходниве номери што беа хитови, ќе си ги вклучиш секако. Ќе извадиш уште некој видеозапис за оваа песна во мај? За оваа песна во мај за пекол. Не, за пеколнава не. Имам нека замисла за нека фотостори интересна. Нешто како претходниот пат, ама не. Не баш. Не најавам мај. Ќе оставиме ексклузива ќе оставиме пак. Имаш ексклузива пак на сликите. Така. Така да можам да го најавам својот деби албум. Песните секако ќе бидат вклучени што да сега ми излегле и плюс уште неколку нови, најверојатно 9 би биле. 9 ми голема бројка. 9 комплетно. Си мора да има нешто поврзано со тебе. Знаеш, нумерологија, астрологија, знаеш ние. Тоа е тоа. Новата товажа рековме ќе нема да чекаме тоа ексклузива. Сигурно, само не знам кога. Добро, и тоа ќе чекам да ми кажеш и направив новата товажа или може ќе ја видам на Facebook, ќе се прослика, ќе се промовира товажата. Значи чекаме нов албум, чекаме нова песна, чекаме интересна видео приказна и те слушаме на свирке во меѓувреме, каде што настапувате со вашиот бенд. Чекаме се дружиме обавезно.
Доаѓам после теа, ќе идеме на Шанк. доаѓам, значи Некаде. не и таму јас на Шанк ќе си видам. Ја редовно сум на Шанк. Ти благодарам многу за твоето гостување. Ги повикувам моите гледачи да уживаат во твојата песна, да ги слушаат и твоите претходни песни. Мене се уште ми е фаворит твоето ехо, не знам зашто таа песна ми легна на срце, ти јам кажувано. Да, ти ја пеев. Меѓутоа и Рушевини е нешто одличен проект спакуван. Дај Боже да има повеќе вака упорни, амбициозни, талентирани изведувачи како тебе кои работат без стопирање, што ми израдува искрено да ти кажам. Така, јас сакам што повеќе слушам македонска музика воопшто. Ама немој многу да ми работиш, треба дечко да си фатиш да те мажиме. А не, окей ми е и вака. Супер ми е, сега сум посветена на работата, значи... Ќе биде моментално работа. Не, јас сум си кажа љубовта е движечка сила неголема, без љубов ни музика не бидува. Не можеш да пишуваш. Така, ама од младичка сме далеко, Иванче. Чекај. Ајде. Прво ти па после јас. Сега сите за мене се запнале. Да. Добро, драги мои, ние остануваме да уживаме овде. Теа не ја бркам, она цел ден ќе си остане тука, меѓутоа вие ќе ме почекате уште малку пред вашите телевизори за да можеме да се одјавиме и да ви заблагодарам за вашето внимание. How you feeling? Happy. Tell me how you feeling? Happy. We about to do this cause we happy. Deluxe. I'm alone if you happiness is the truth. Because I'm alone if you know it. Happiness is in you. No. I'm alone if you feel like. Елит за мали и големи. Вистинско кафе за вистинско уживање. Адора инженеринг. 15 години со љубов ги градиме вашите домови. За сигурен сон и топол дом. Светол, тивок, штедлив. Без страф од земјотреси, со енергетски пасош, одлична звучна изолација и мали трошоци. Реноме потврдено со светски награди за иновативност во стилот и квалитетот на домувањето. Избери мудро еднаш и уживај цел живот со најмилите. Синоним за дом со најмногу среќа на метар квадратен. Адора инженеринг. Верувам дека уживавте во овој убав амбиент и верувам дека уживавте во друштвото на мојата убава и талентирана гостинка. И доколку беше така, верувам дека и следен пат ќе сакате да бидете на Шанк. Во меѓувреме верувам дека сакате и да го имате мирот и спокојот кој ви е потребен на секој човек кој што сака дома кога ќе влезе, да влезе во каче во која има љубов, да влезе во стан во кој има добра изолација и не мора да ги слуша сите оние звуци кои во текот на денот може да го пореметат вашиот мир и хармонија во домот. И верувам дека сакате станче на одлична локација. За сите оние кои го бараат својот вистински стан на добра локација по супер услови, екстра квалитет, можете да се обратите веднаш кај моите пријатели, да си закажете средба и да ви понудат дека она што е најважно во животот е да имате безбеден дом, квалитетно направен, во кој ќе направите многу љубов со луѓето кои ги сакате. Зборувам за дечиња, за оние млади брачни парови, за оние постари парови кои сакаат да се одвојат од младите и да живеат сами. Станови за сите кои можете уште веднаш да ги разгледате, да се информирате за сите понуди кои ги имаат. Во меѓувреме, знаете дека денеска направивме малку поинакво дружење на емисијата на Шанк. Се наоѓаме во комплексот Бела вода во Берово. Комплекс за кој веќе ви споменав на почетокот на емисијата е за луѓе кои знаат да бидат вистински уживатели во природата, сакаат да доловат убава, релаксирана атмосфера и сакаат да поминат прекрасно и спокојно време со своите сакани. Она што ви го зборувам сега ќе можете да го погледнете во следниот прилог низ неколку кратки снимки и сегменти извадени од целиот овој убав овде комплекс во кој јас буквално очи исплакнав денеска. Емисијата на Шанк ви заблагодарува за вашето внимание. Следете ги редовно на нашите репризни изданија на YouTube. Секако овде и нашата официјална Facebook страница на Шанк со Ивана Наскова и нормално бидете добри едни со други. Сакајте се и бидете среќни.